Во Кочани се уште е колегата Михајло Видимлиски. Во претходното вклучување, Михајло, информиравме за известни негодувања од роднините, родителите на настраданите, кои што оформија еден вид жив штит пред болницата и не се согласуваа со тоа телата на настраданите да бидат пренесени тука во Скопје во судска медицина. Каква е сега ситуацијата? Дали се уште има гужва пред болницата? Порче, пред градската болница во Кочани се уште имаше гужва во моментот кога ние бевме таму, тоа е негде пред околу 20 на минути. Меѓутоа беше подсмирена состојбата со оглед на тоа што претходно очигледен беше револтот кај семејствата и роднините на загинатите во пожарот во дискотеката, кои што сака да ги подигнат телата на своите најблиски. Меѓутоа, според прописите, телата треба да бидат предадени на обдукција во Скопје со цел да се комплетира целиот овој кривично правен настан. Големо полициско обезбедување имаше таму. Борчеве се префрливме, овде сме пред судот во Кочани, односно пред обвинителството, во иста зграда се судот и обвинителството, каде што и претходно државниот обвинител Коцевски даде изјава. Се очекува, негде претходно беше најавено околу 19 часот дека ќе даде изјава. Последната информација што ја добивме од обвинителството е дека во 19:45 државниот обвинител Љупчо Коцевски повторно ќе даде изјава околу тоа што е преземено од страна на обвинителството за целосно расчистување на овој случај. Претходно беше информирано дека 6 обвинители постапуваат во овој предмет од Кочани, од Штип и од Скопје и дека се издадени повеќе наредби и за вештачења, се прибира документација и дека ќе има темелна и брза истрага за целиот случај. Ни остануваме ваму секако во очекување на новата изјава на државниот обвинител Коцевски, закажана за во 19:45. Ти благодарам, Михајло.